Добар ден, јас сум Александра Вуксановик. 9 јуни, понеделник, започнуваме со поинакви вести на Слободен печат. Нов осомничен за пожарот во Пулс. Се работи за вистинскиот газда на обезбедувањето. Согласно доказите, тој раководел со деловниот потфат и целокупното работење на агенцијата, заедно со претходно осомничениот управител и со овластеното лице на подружницата во Кочани. Тие без да имаат склучено договор со корисникот на услугата Кабаре Пулс Кочани, во текот на 2025 година вршеле обезбедување на имот и лица на клубот. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услугата за обезбедување преку правното лице. Врз основа на судска наредба, вчера беше извршен претрес на две локации во Скопје и во Пробиштип, како и во автомобилот на осомничениот, при што беше одземена обемна документација поврзана со правното лице и електронски уреди. Лицето е лишено од слобода и со оглед на сите околности и законски основи. Јавниот обвинител денеска до судијата на претходната постапка од Основниот кривичен суд Кочани ќе достави предлог за определување мерка притвор. Од денес телефонската линија за сите повредени и нивните семејства во трагедијата во Кочани е во функција. Со завршни зборови на обвинителството во Основниот кривичен суд Скопје денеска треба да продолжи судењето за случајот за убиството на малолетната Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски. На изминатото ручиште заврши доказната постапка од судењето кое започна во септември 2024. Владата предложи, а сега е на ред собранието да одлучи дали Азир Алиу ќе биде новиот министер за здравство на Македонија. Предлог текстот за Алиу доставен од владата е подпишан и лично од премиерот Христијан Мицкоски. Тој ја содржи биографијата на кандидатот. Во неа се наведува дека Алиу е дипломиран електроинженер и доктор по информатички науки, кој моментално ја извршува функцијата редовен професор на факултетот за компјутерски науки и технологии при Универзитетот на ЈИЕ во Тетово. Алиу беше министер за информатичко општество и администрација во 2023 и 2024 година. Алиу е дел од Алијанса за албанците која останува во вреди. И според Изет Меджити, Алиу е најдобриот предлог за министер за здравство. Северна Македонија се повеќе се оддалечува од Европската унија, вели подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова. Според неа, известувачот за проширување на Западен Балкан треба да се замени по одлука за одложување на извештајот за Македонија. Гласањето во парламентарниот комитет е закажано за 24 јуни, а во пленарна сала на Европскиот парламент во Страсбург во јули. Вчера се случи успешна евакуација на повредено лице од Шарпланина со хеликоптер на армијата. Евакуираниот човек е во критична состојба. По добиено барање од Центарот за управување со кризи, армијата на Македонија, поради сериозноста на повредите и непристапниот терен, изврши итна медицинска евакуација со хеликоптер на лице кое паднало во провалија во близина на Ливадичко езеро. Повреденото лице при падот се здобило со скршеници на раката, ногата и колкот, како и со обилно крварење. Веднаш бил пренесен на болничко лекување. Прозорец не се отвора од смрдеа. Ова го велат граѓаните кои што живеат во зграда во која е сместен и угостителски објект. Кебапчилници, сендвичари, мејани ги сакаме кога сме гладни, но за оние кои живеат во нивна близина не се омилено место. Реагираат поради смрдејата која се шири од готвењето храна директно во нивните домови, но и поради узурпираниот простор со летните тераси пред зградите, како и на гласната музика и вревата од гостите која се прави пред нивните прозорци. Жителите 2 години, како што велат, живеат во страв дека зградата ќе се запали поради несоодветна изградена вентилација на кебапчилницата која се наоѓа во нивната зграда и се плашат дека зградата ќе настрада поради користење на плински боци за подготовка на храна. Тие се жалат до надлежните, но тешко можат да се изборат за своите права. Доколку одите на одмор во Грција, треба да го знаете следното. Грција воведува ригорозни мерки за безбедност во сообраќајот. Во Грција наскоро ќе почне да се применува построгиот закон за сообраќај, а казните ќе се движат од 100 до 2500 евра,
а во некои случаи предвидуваат и одземање на дозволата и забрана за влез во земјата. Сите патници да бидат внимателни, бидејќи од оваа година казните за сообраќајни прекршоци ќе бидат зголемени, а контролата на сообраќајната полиција ќе биде зајакната. Ако се паркира возилото на противпожарниот пат или на кое било место што спречува интервенции, казните се движат до 2500 евра и одземање на таблички и возила на повеќе од 6 месеци. Полски авиони на други сојузници од НАТО беа подигнати рано утринава за да се осигура безбедноста на полскиот воздушен простор. Откако Русија почна воздушни напади насочени кон западна Украина, близу границата со Полска. Во текот на ноќта, Русија ја нападна Украина со ракети и сирени, а сирени за воздушна тревога се огласија низ целата земја, соопштија украинските власти. Деловна зграда во округот Дарница во украинскиот главен град е оштетена во напад со руски дрон. Украинските власти соопштија и дека Вивененската област во текот на ноќта доживеала најголем воздушен удар од почетокот на војната, а главниот удар бил на градот Дубно. Русија вчера ја предаде првата група од 1212 тела на украински војници на точката за размена согласно Истанбулските договори. Во последните денови прашањата за размена на војните заробеници и телата на загинатите војници меѓу Русија и Украина повторно е во фокусот, проследено со меѓусебни обвинувања и остра реторика. Почина Матија Дедик, синот на Арсен Дедик и Габи Новак. Дедик почина вчера во Загреб на 53 годишна возраст. Тој беше еден од најпознатите хрватски џез музичари. Во светот и кај нас 9 јуни се одбележува како меѓународен ден на архивите. Ден кога во Париз во 1948 година е формиран Меѓународниот архивски совет, организација посветена на унапредувањето и промовирањето на архивското работење и на заштитата на архивските материјали. Мотото на Меѓународната недела на архивите е: архивите се достапни, архиви за сите. Државниот архив информира дека се вклучува во одбележувањето со интензивна архивска едукација на ученици и студенти, ги поддржува вредностите на отвореност, професионалност и служба кон јавноста и ја продолжува својата мисија зачувување, заштита и обезбедување пристап до архивското наследство на државата. Рамо до рамо со сите останати национални спортски федерации. Што сме признаени од Министерство за спорт, се е полесно. Не е ова нешто ние што сме го измислили или нешто што се мачиме, него баш. Александар, ајде за самите почетоци на џиу-џицуто доближини во тој спорт до нашите слушатели. Па до 2010 година практично во Македонија немаше џиу-џица федерација. Како спорт се провлекува наназад многу години од причина што се тренирало во специјални сили, армија, полиција и така натака, меѓутоа ништо не било тоа официјално. Сега во 2009 година јас го започнав проектов наречен џиу-џица преку Словенија, преку некои мои тренери познанства што ги имав таму. Претходно сум работел многу години самоодбрана, значи од малтене од дете работам самоодбрана и почувствував, ајде така да кажам, да бидам по-слободен, да кажам, почувствував потреба за нешто големо, по-конкретно, по-значајно, да не биде тоа да застане само на самоодбрана, него малку да се прошири и на спорт. И во 2010 година успеваме џиу-џицата не само да ја донесеме во Македонија, не само да отвориме клубови во Македонија, не само да направиме тренерски кадар во Македонија, туку и да ја, како што кажавме пред малку, да ја направиме џиу-џицата национален спорт, што ми е особено драго, затоа што сме дејност спорт, значи не сме сега нешто кај што децата би се запишале или спортистите би се бореле по турнири, а да немаат никаков бенефит од тоа. Посебно ми е тоа драго, а во последниве година дена онака баш сериозен замав е земен со џиу-џицата во секој поглед. Зборам за тренери, зборам за суди, зборам за добра репрезентација, зборам за добри турнири, зборам за посета на европски светски првенства. Баш онака. Александар, кога со сите нишани. Првиот контакт со џиу-џицата?
Па ви кажав, вака сега самоодбраната без џиу-џица не е самоодбрана. Значи, вие на улица не можете да најдете решение за некој напад, некое влечење, некоја провокација, доколку не знаете џиу-џица. Се разбира, секој боречки спорт и вештина се за самоодбрана, колку и тоа да е ставено во спортски оквир, сепак најпрвенствено секоја боречка вештина и спорт се за лична самоодбрана. Потоа тоа се малку се става во една рамка спортска, за да може, се разбира, тој одреден спорт, односно боречки спорт, да излезе на меѓународна сцена, односно да можете вие Македонија да представувате во меѓународни рамки. Така и џиу-џицата. Значи, јас сум работел самоодбрана откако знам за себе, косата ми побеле од самоодбрана, меѓутоа, како џиу-џица, како вештина и како спорт, можам да кажам дека сум основоположник, можам да кажам јас лично сум ја донел во Македонија и можам да кажам дека сме успеале да ја направиме џиу-џицата национален спорт. Една многу убава и успешна приказна. Гледавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.